Чешка деновиве е најчесто споменувана како прва меѓу европските земји која воведе обврска за носење маска поради коронавирусот. Тоа се случи кон средината на март. Сепак, не сите чеси носат медицинска маска, но ретко може да се види некој што не ставил барем марама или шал преку устата и носот. Популарната чешка актерка Анета Кернова се појави на промотивно видео насловено "Како значително да се забави коронавирусот", во кое ги охрабрува останатите земји да го следат чешкиот пример и да воведат задолжително носење маска. I know. They maybe told you that masks wouldn't protect you, but there are studies proving that even a homemade mask can be partially protective. Partially. Any protection is essential today. Кампањата ја поддржаа политичари, лекари, академици. According to our professional experience, a simple homemade mask can prevent up to 100% of the spread of potentially infected microdroplets. Видеото стана многу популарно и споделувано на интернет со хаштагот "Маски за сите". На YouTube има речиси 6 милиони прегледи. Го сподели и чешкиот премиер Андреј Бабиш, кој на Твитер му порача на американскиот претседател Доналд Трамп да се обиде да се справи со вирусот на чешки начин. И самиот чешки премиер постојано носи маска при јавните настапи, а тоа го прават и сите представници на владата, давајќи поддршка на кампањата. Чешкиот пример го прифати соседната Словачка. Вака изгледа секоја пресконференција на државниот врв на Словачка. Ова искуство почнаа да го следат и други земји. Саксонија е првиот регион во Германија што воведе задолжително носење маски, а токму од денеска тоа е обврска во целата земја. Ова се снимки од градот Дрезден, каде маски се делат бесплатно. Примерот го следи и Австрија. Без маска не смее да се влезе, на пример, во маркет. Полицијата во овој парк во Лондон проверува како се спроведуваат мерките против ширењето на коронавирусот. Градоначалникот Садик Кан повика да се носат маски кога социјалната дистанца не е можна. What it does do is stop you passing on the virus if you're pre-symptomatic or asymptomatic. And what we need to do is reduce the passing of the virus. And that's why I'm lobbying the government's experts to change their advice and the government to change their guidance. Од четвртокот носењето маска е задолжително и во Македонија. Ова е службениот весник во кој е објавена уредбата со која секој граѓанин е обврзан да носи маска, шал, марама или слично. Но, на пример, во моментов јас не морам да носам. Еве и зошто. Носот и устата не мора да ви бидат покриени додека сте на отворено, но само ако има доволно простор за да се одржува растојание од 2 метра. Воспротивно, дури кога сте на отворено, на пример во парк, мора да носите заштитна опрема. Според уредбата, кога спортувате некој индивидуален спорт, на пример возење велосипед, не мора да носите маска. Но на улица Македонија има многу луѓе со кои се разминувам на помалку од 2 метра. Па тука, иако е отворено, заштита е задолжителна. Ако се возите со луѓе со кои живеете, тогаш не мора да носите маска. Но ако се возите, на пример, со колегата од работа, мора. Но каква маска е најсоодветна и дали навистина дури и дома произведена маска или марама заштитува од вирусот? Ивица Апостолов е претседател на Сдруженијето на медицински лаборанти при Клиничкиот центар во Скопје. Тој вели дека ваквите маски со ознака N95 се наменети за професионалци, какви што се докторите. Тие нудат одлична заштита, но според Апостолов, граѓаните не мора да се изложуваат на трошок и затоа не ги препорачува за секојдневна употреба. Исто е неговото мислење и за оваа маска која е со ознака KN95, но е без филтер. Тој порачува граѓаните да носат обични медицински маски, од кои најсоодветна е оваа што од внатрешната страна е бела, а од надворешната е сина или зелена. Плавиот дел, синиот дел, обоениот дел на оваа маска има смисол како? Кога се наоѓам во просторија на која што не можам да направам дистанца од 2 метри, тогаш веќе овој дел ме штити од исплукување, кашлање, гласно говорење кога постои ке соговорникот, за да не дојде до навлегување на тие капличести испрлени флигеови капки, за да овој дел синиот, условно кажано водоотпорен, ги прими, но не ги
прима внатре кај што се абсорбциониот дел бел од кај што јас говорам. Значи, овој тип на маски мене веќе ме штити во оваа насока на исфрлање. Белиот дел на маската, кој што е абсорбционен, кога јас говорам или сега плукам, кашлам или било што друго, тогаш абсорбциониот дел го задржува внатре и не дозволува да го исфрлам према соговорникот. Апостолов вели дека како здравствен работник не би ги препорачал маските со шиени од обично платно, но дека сепак може да најде оправдување за нивно користење ако се земе предвид економскиот аспект. Не може секој граѓанин да си дозволи да троши големи количини за заштита во смисол на вакви маски, бидејќи ние не знаеме колку ќе траат овие мерки. Таа текстилна маска пред се ќе заштити во смисол да не вие да го штитите тој што е пред вас. Зборувам на 2 метри дистанца. Пред помало од 2 метри дистанца. Истото тоа кој таа маска би ја носел соговорникот, тогаш значи ние доаѓаме до една колективна условно кажано заштита со која што има логика да се носат затоа што се поевтини, а меѓу другото и ефтини за одржување, бидејќи знаете со едно вријање од над 70 степени, таа може да биде дезинфицирана. Според Дугаѓин Османи, микробиолог од Институтот за јавно здравје, шал или марама се соодветна заштита, но слично како и со платнените маски, само во една насока. Ние онака со при секојдневен разговор со нашите колеги на работа или било каде, човекот произведува ситни аеросоли кои што некојаш летат, зависно од големината, до 1 метар ако се до 50 микрометри големи, до 2 метра ако се до 20 микрометри, а тие помалите од 1 до 10 микрометри тие знаат и да лебдат повеќе време во воздухот. Така да тој шал или маската што ја спомнам како најниска категорија FFP1 допринесуваат тие ситни аеросоли да не се шират во околината. Заштитата на децата е посебно комплицирана, зашто особено на најмладите тешко може да им објасните зошто мора да се носи маска, а и ретко ги има со соодветна големина. Да се намали потребата да се изложува детето каде што има гужви. Сепак се од ранливите категории за сите болести. Ако може тоа да се намали, добро, ако не, тогаш би требало детето да се навикнува. Доколку не го носи, тогаш подобро да не се става во положба да биде во простори каде што има повеќе луѓе или потенцијален ризик да се преноси болест, заболувањето. Препораките во некои земји се маска да носат деца постари од 2 години. Објаснувањето зошто да биде на јазик разбирлив за возраста. А ако ништо друго не помага, тогаш да се вклучи и награда за носењето маска, по можност нешто здраво, например омиленото овошје наместо омилената чоколада. Малите деца ќе бидат целосно заштитени ако возрастните ги носат маските. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека маска е задолжителна за деца над 14 години, а за помладите, ако се во затворен простор или во група во која не е можно држување дистанца. Децата ќе бидат заштитени ако возрастните носат заштита, порачува Филипче. Во Чешка, каде веќе 1,5 месец носењето маска е обврска, има 3 пати помалку заразени и починати на 1 милион жители од Германија, која се смета за држава што успешно се справува со заразата. Објаснувањето го има промоторот на мерката, актерката Кернова. So, when we both have a face mask, I protect you, you protect me, and we are both safe.